Во 2008 со годишните собранија на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд ќе председава вице-премиерот Зоран Ставревски. Според постојаните представници на овие две институции во земјава, ова е големо признание за реформите што ги прави државава, но и потврда за одличните односи на Македонија со нив. Денеска изборот на Ставревски свечено беше одбележан и во владата по неговиот избор во Вашингтон во минатиот месец. Извештај на Свето Николовски. 2008 е назначена година за Република Македонија во која ни престои почеток на преговорите со Европската Унија и добивањето покана за членство во НАТО. Очигледно е дека и стандардот почнува постепено да се подобрува, рече вице-премиерот Зоран Ставревски на свеченоста по повод неговиот избор за председавач на генералните собранија на Светска банка и на ММФ. Признание за Република Македонија затоа што ова назначување беше поддржано од сите европски земји. Беше поддржано од Соединетите Американски држави и од сите останати земји членки на ММФ и Светска банка. За постојаниот представник на Светска банка Маркус Репник, назначувањето на Ставревски е голема чест не само за него, туку и за Македонија и е потврда на одличните односи со овие две меѓународни финансиски институции. Ги одразува одличните односи помеѓу Македонија и Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка и важноста која што Европа ја придава на успешната транзиција во Централна и Источна Европа, а особено на Балканот. Предвремената отплата на долгот кон ММФ што го направи Македонија е потврда за заекнување на економските перформанси на земјата, смета постојаниот представник на фондот Берт Ван Селм. Со вашето назначување на клучна позиција, меѓународната заедница ја изрази својата доверба во вас и во вашата земја. Со изборот на вице-премиерот Зоран Ставревски по пауза од 53 години, држава од холандската конституенца повторно дава председавач со генералните собрани на двете најмоćни финансиски институции во светот.